Да создадеме свет без бариери со еднакви можности за сите. Ете така некако ни е денешната тема. Ќе зборуваме со Далиборка Златева, председател на Сдруженијето за лица со церебрална парализа и други попречености од Велес. Добро утро, Далиборка. Добро ни дојде утринава. Добро утро и добре ве најдов. Благодарам на поканата. Имате прекрасно студио и се надевам дека еве на гледачите ќе има возможиме во овие 10-15 минути малце да се запознаат која е нашата невладина организација, какви сервисни услуги нудиме, со што се друго се занимаваме и со што се друго сакаме да го благородиме животот на лицата со попреченост, меѓутоа и на останатите групи, маргинализирани групи на граѓани, меѓутоа и на сите луѓе кои што се дел од нашето општество. Да, и во склоп на разговорот верувам ќе одгатнеме какво општество сме ние за овие лица и се разбира каква е еднината на тие лица во нашата земја. Оние кои што имаат можност да бидат чувани и оние кои што немаат можност, односно немаат лица кои што би можеле да се грижат за нив. Навистина би сакал сите овие теми да ги некако проткаеме 20 на минути онолку што ќе имаме и за она благородна работа која што започна да прават лицата и што добро сте се досетиле како ангажман да им го наметнете за да тие се чувствуваат корисни во општеството. Ненад, се така тргна некако, како да ти кажам, случајно. Се така тргна некако, меѓутоа не толку многу случајно. Во изминатите години, пошто сме организација која што постоиме веќе 24 години од далечната 1997 година и се формиравме како повеќе револт на родителите за негативниот однос на општеството кон оваа група на граѓани. И застанавме можеби десетина родители кои што рековме дека доста е, повеќе нема да биде вака, ќе тргнеме самите ние да го смениме светот во кој што ќе живеат нашите деца. Така да битката, борбата не беше баш едноставна, не беше. Па и гледаме, еве и за жал и секојдневно ни се проткајуваат такви информации во информативните програми, нели со детето кое што беше гостивар и така натаму. Во месецот каде што некако треба да зборуваме февруари, месецот за ретките болести, нели? Така, се уште каскаме, меѓутоа се случуваат револуционерни промени, меѓутоа најверојатно е многу потребно повеќе да правиме кампањи со кои што ќе будиме свеста воопшто на граѓаните, на институциите за постоењето на оваа група на граѓани. Со новиот закон за социјална заштита се уредија некои нови моменти со кои што може да се подобри квалитетот на живот, со новите социјални сервисни услуги, меѓутоа имаме многу се уште поле за работа, заради тоа што сметам дека иако 20 години и повеќе ревносно се бориме, сепак бариерите се уште се пред нас, онака како што кажа и ти сега, се уште некои луѓе не можат да сватат дека и лицата со попреченост треба да бидат дел од општественото живење. На крајот на криштата не е бариерата во нивната попреченост, бариерата е во нас луѓето, кои што ги правиме бариерите, кои што едноставно на некого не му дозволуваме да го живее животот онака како што треба. Јас би сакала сега малце накратко само да кажам која е нашата организација, како што реков, постоиме 24 години. Последниве десетина години работиме на тоа да формираме иновативни социјални сервисни услуги со што ќе го подобриме животот на лицата со попреченост, меѓутоа ќе помогнеме и на нивните потесни семејства, на нивните родители. Така да во минатото формивме дневен центар прв во рурална средина во општината Чашка, направивме центар за социјална инклузија во Велес. Од пред неколку месеци сме веќе овластени, односно лиценцирани даватели на сервисната услуга живење со поддршка и го отворивме малиот прв мал групен дом во Велес. Меѓутоа следуваат уште неколку дома кои што ќе бидат дел од нашата сервисна услуга и оваа сервисна услуга во моментов е наменета за лицата кои што живеат во Демир Капија, кои што сакаме да ги извлечеме од таа институција. Меѓутоа во иднина планираме да ја прошируваме, да направиме повеќе домови и да помагаме на семејствата, оние лица кои што повеќе не се во можност, старите изнемоштени родители да ги чуваат, кои што на некој начин можеби се чувствуваат веќе немоќни да го прават сето тоа, да бидат дел од нашата сервисна услуга. Оригинална ви е таа идеја и сакам малку да се задржиме и да ја појасниме на гледачите околу домовите и оние куќи кои што планирате да ги опремувате, се поголем број низ годиниве кои што ќе ваѓаат, верувам дека ќе наоѓате и поддршка и средства и така натаму за сето тоа, токму за овие лица кои што споменавме, немаат можност нивните родители да ги гледаат можеби
се стари, можеби нели од разни причини се оставени сами на себе, да можат да живеат во тие домови наменети за нив, а понатаму и да имаат активности, нели, за кои што ќе зборуваме понатаму со самото тоа што ќе бидат таму. Јас многу таму. години наназад сонував за ова што сега ни се случува како Зашто се невладина работи? Ајде организација. најпрво, значи какви се тие домови, како ги наоѓате, се работи, првен морам да кажам дека се тоа го направивме со помош на проектот Заедно за повеќе можности и поддршка Тимор на невладината организација Цепросард со финансиска поддршка на Европската унија. Тие не најдоа нас како невладина организација која што ревносно сакавме да се втурнеме во овие води и сакавме да го направиме сето ова. Не избраа да бидеме сервис провайдер за оваа работа и тие ни помогнаа да ги опремиме куќите, да ги адаптираме пред се, заради тоа што никој кај нас не размислува дека дел од луѓето не можат да одат по скали, не можат да ги премостуваат бариерите, така да со финансиските средства од овој проект ние ги адаптираме најнапред куќите, правиме пристапни патеки, правиме да нема прагови, сето тоа да биде достапно, да биде ново, да биде чисто. На секој лице му возможуваме да си има свој собствен кревет, своје собствено катче, своје орманче, нешто што може би во институцијата најверојатно го немале. Пред се да им понудиме нега, грижа, љубов. Да им понудиме можност, значи, за еден поинаков живот, организирано да живеат и денеска самите тие да одлучат што ќе сакаат да јадат, каде ќе сакаат да одат, дали ќе сакаат да гледаат телевизија, да слушаат музика, да бидат малку на интернет. Така да како невладина организација ќе се потрудиме максимално што можеме и со тимот на негователки кои што ги имаме вработено во сервисната услуга и стручниот тим од социјален работник, физиотерапевт, дефектолог, психолог, тие на вистина да се чувствуваат безбедни, да се чувствуваат среќни, да си имаат свои собствени алишта, да се дотеруваат, да се облекуваат, да се смеат, да се забавуваат и да учествуваат во сите други активности што како невладина организација планираме и ние веќе ги правиме, меѓутоа планираме да ги вклучиме и нив. Ќе се задржам на овие домови, а може да ве контактираат, има ли простор за, да речеме, лица кои што сега овие домови се наменети или, извини, лица кои што нели си имаат можност да се живеат со своето семејство, но еве во овие активности нели да можат да се приклучат во одреден период од денот или во неделата. Така. Значи овие домови во моментов се исклучиво наменети за лицата кои што живеат во Демиркапија. Меѓутоа во иднина невладината организација сите финансиски средства кои што ќе ги има за проширување на дејноста, за проширување на капацитетите, ќе бидат токму за другите останатите лица кои што ќе имаат потреба од биолошките семејства. Значи овој сервис ние веќе мораме да го градиме, мора да расте, мора да се зголемува бројот на стамбените единици, мора да се зголемува бројот на вработените, за да можеме да го понудиме токму ова што сега ти го нотираш. И верувам има потреба, нели? Да, има потреба, Сигурно. значи родителите на вистина се изморени, некои од лицата, значи дал Господ живот, нели, живеат и 40 и 50 години, дај Боже да живеат уште многу години, меѓутоа самите родители се веќе изнемоштени, се стари и тие се справуваат со некои одредени болести, така да поддршката е како потребна и нашето општество треба да создава услови, треба на нас на невладините организации да ни овозможува финансиски средства за сето ова да може да функционира. Не се, значи тоа мали финансиски средства, навистина се големи, меѓутоа ако размислиме па од друг аспект, ова генерира вработување, ова генерира помоши на останатата популација за да можат семејствата да обстануваат и да живеат. Ги спомна финансиските средства. Имате ли поддршка од фирмите, да речеме? Има ли можност понатаму во дел од фирмите да има и вработување на овие лица кои што, да речеме, некоја работа би можеле да ја извршуваат? Така, значи основните финансиски средства за опстанок на сервисите ние веќе со Министерството треба да подпишеме управен договор за труд и социјална политика и Министерството да ги генерира основните средства. Меѓутоа, тие нема да бидат доволни за опстанок на овие стамбени заедници и затоа и ние мораме дополнително да работиме, дополнително да се трудиме, меѓутоа потребна ни е поддршката секако. Ево од вас медиумите, од бизнис секторот, од компании кои што генерираат поголеми финансиски средства и можат да ги дадат за ваква намена. Дали борка да ги критикуваме или има разбирање кај тие компании? Има разбирање, јас би сакала да ги пофалам, еве Атлантик групата овдека од Македонија, во предновогодишните празници уште не беше почната нашата сервисна услуга, тие ни донираат 3800 евра. Така да јас би ги повикала и другите компании кои што се навистина општествено одговорни и кои што сакаат да дадат да знаат дека каде ги даваат
даваат парите. Ги даваат конкретно на оваа популација, на овие лица, за да живее овој сервис и ние да можеме да им овозможиме достоинствен живот. И ќе ги повикаме, еве, оние кои што не гледаат утринава, кои што се со нас, слободно да ни исконтактираат, заради тоа што сепак со нивната помош ќе можеме да создадеме повеќе насмешки, повеќе сигурност на овие луѓе. Верувајте, нема ништо поубаво од тоа кога ќе отидам наутро, ќе тропнам на вратата и Зоран вели кој тропат, тој е од Охрид, јас веднаш вика Далиборка идит. Веле колку те сакам, знаеш што значи тоа? Или најденка Борке дојди. Мислам стварно се прекрасни. И мене ми е толку многу мило што станаа дел од нашата организација, се дел од нашиот сервис, а јас ќе сторам се тие навистина да бидат среќни. Да, а што мене ми е импозантно ова, навистина инспиративно ова со кукичките. Верувам дека планот е да има широм Македонија, така? Да, значи неколку проекти во моментов се реализираат на територија на општина на Република Македонија, така да покрај овој на Цепросарт заедно за повеќе можности и поддршка Тимор има уште 2 проекти и би требало во рамките на сите овие проекти од некаде околу 100 лица веќе да бидат извлечени од Демиркапија. Меѓутоа тоа нема да биде крајот, ќе останат се уште некои лица. Секако значи ќе мора да се бараат нови финансиски средства, ќе мора да се пишуваат уште проекти, да се направат уште капацитети, нешто што е многу битно. Ние во моментот куќите ги имаме под кирија. Тоа е, верувајте, многу тешко за да се издржи понатаму за опстанок, така да ние во иднина ќе мораме да се потрудиме да имаме свои сопствени објекти. Тоа сето да го правиме во наши значи простории и тогаш би биле и трошоците многу помалку, па еве овде би сакала да повикам оние кои што можат да ни помогнат, можеби е најдобро да ни купат некаде куќа, да ни купат земјиште, да ни донираат, да ни дадат за да можеме сето ова еве да го развиваме. Да. Ќе се осврнеме сега на другата, ангажманот на овие лица, навистина убаво ви текнало, нели, тие се да се чувствуваат корисни, да имаат ангажман во текот на денот, да им поминува секојдневието во нешто што навистина ќе можат да го презентираат. И еве, и овој 8 март, навистина да направат убави пакети, кои што се продаваат, почитувани гледачи, можете да знаете на вашата фан страна многу повеќе детали, да ги изненадите вашите сакања со тоа и нели да бидете хумани. Но не само тоа, и овие производи се 100% органски, кои што навистина се и квалитетни за употреба. Ајде малку околу таа идеја, околу плантажите. Еве овде на овие информации вели дека нели од 1.4.2001 официјално е стартувано. 2021, не 2001. Значи, нашата невладина организација веќе години назад, како што спомнав, сакавме да се занимаваме, да правиме нешто. Инаку, на територија на општина Велес имаме некаде околу 100 активни членови. Значи, овие сега кои што доаѓаат од Демиркапија се само на дополнување на нашето членство. Размислувавме што треба да правиме, како треба да се организираме, како да ги изнесеме во природа, како повеќе да се забавуваме, да правиме нешто корисно и сосема случајно стапив во контакт со Цветанка Колева од Кавадарци, од невладината организација Биовита, која што има лаванда. И случајно отидовме и со членовите таму малку да се забавуваме и дојдовме на идејата, вели вика, сета лаванда што имам сакам да ја донирам, да ја дадам, Далиборка, слободно искосете ја и почнете да правите перничиња. И на тој начин, значи, за прв пат направивме еве вакви перничиња, се запознавме со лавандата. За да потоа почнам јас да размислувам, па сето ова може да биде многу интересно, можеме да направиме уште дополнителни активности, за да во април месец 2021 година Глобалниот еколошки фонд, програмата на мали грантови на Обединетите нации, да ни даде прв грант со кој што ние започнавме со наша плантажа и да садиме наши производи. Ова што го гледате сега овде во моментот е израснато на нашата плантажа. Значи, за прв пат насадивме босилек, невен, чубрика и нане, додека лавандата сега е се уште во мали резници, ја одгледуваме, малце треба повеќе време. Оваа лаванда која што ја гледате, донираната лаванда од Цветанка Колева и на организацијата Биовита од Кавадарци. Така да активно работевме, направивме и работен центар од 350 метри квадратни, каде што имаме сместено сушара на сончева енергија за полесно да ги сушиме билките и набавивме дестилатор за екстракција на етерични масла.
И еве отприлика вака изгледаат нашите производи. Ова е невен кој што е набран од нашата плантажа, сосема органски, без никакви примеси на хемикалии, на средства за растење. Инаку нивата ни ја донираше еден наш сограѓанин на користење 5 години без никаква надокнада. Тоа е Душко Ќумбев, еве сакам да му се заблагодарам во моментов. Така да имаме поддршка од граѓаните, имаме поддршка од бизнис секторот, тоа ме радува. Останува на нас само еве вредно да работиме и да можеме еве да ги пробиеме нашите производи. Се надевам дека ќе успееме да ги сертифицираме, да им осмислиме добра опаковка и да стасаат до потрошувачите, со што ќе го облагородиме животот и ќе го подобриме здравјето на Да, мене ме нашите интересира сограѓани. реакцијата на овие вредни раце кои што нели се активно вклучени во одгледувањето на Па лавандата да ви и кажам, многу подготовката на често овие доаѓа производи. на жнеењето на босилокот, многу често доаѓа кога ја жнеевме и чубриката и кога го беревме цветот на невен. Бранкица, еве ќе ја спомнам, само вели, носи вака страк голем од босилек и вика: "Види даци, јас работам." Значи, знаете што значи тоа да Затоа бидат... те прашав, сакам да така, потенцирам. значи стварно сакаат да доаѓаат, а мајките кои што доаѓаат на плантажата велат дека чувствуваат голем мир таму. Големо спокојство и најверојатно тоа го предизвикува самиот мирис од билките. Да. Може да се слушаат само пчелите летно време кога зујат. И така, доста интересно. Планираме ова сето да го дозаокружиме, пошто проектот ни трае до крајот на месец март, меѓутоа не се откажуваме, ова уште повеќе ќе се гради, ќе расте, од причини што навистина е многу пред се вредно, заради тоа што сето ова што е органско, е здраво и сметаме дека треба да го понудиме на останатите граѓани. Еве овдека сакам да ви покажем, имаме лавандова вода, која што се добива при екстракција на етеричното масло од лаванда. Направивме за прв пат крем од невен, односно маст на македонски. Маст од невен. Дамите посебно ќе ги... Меѓутоа и сите ненат, заради тоа што кремот од невен овозможува, значи, нега на кожата, меѓутоа и заздравување на рани, на такви некои состојби кога се наоѓаат во организмот. Имаме масло, тинктура од невен и така. Сега во овие неколку недели ќе пробаме за прв пат да правиме екстракција на етерично масло. Се надевам дека ќе ја направиме успешна и ќе се потрудиме сето ова да расте и да се развива. Да, јас уште не И да ги вклучуваме нормално лицата со попреченост во сето тоа. Секако ова е сето и нивните родители и сите оние кои што сакаат да бидат дел од нашите активности. Така, отворени, уште еднаш ќе споменеме за сите контакти, сите оние кои што сакаат да ви скомуницираат. Уште еднаш јас само ќе потсетам дека овие нели производи се навистина убаво спакувани и се наменети токму за овој период кој што ни доаѓа, односно празникот на жената. Така, па се потрудивме да ги ставиме во ваква картонска кутија која што е еколошка, која што е разградлива. Внатре буквално се еколошко, се е разградливо, се е органско. Значи да се потрудиме и малце да се свртиме и кон природата, кон здравиот живот, здравите навики. Ете така. Имате ли соработка со други слични ваши здруженија, односно слични здруженија како вас широм Македонија, па и регионално, можеби и надвор? Има доста организации. Вие имате навистина многу планови кои што верувам се споделуваат и ќе се насочат и како идеја за другите. Доколку има време би сакала да спомнам дека се вклучувам и во инклузивниот туризам на езерото Младост. Минатата година се промовираше паркот на срцата. Тоа е парк каде што најмалата популација дечиња можат да се забавуваат, да играат. Играчките се и за лица со попреченост, за дечиња со попреченост и за нормалната, не сум нормална, како да кажам, и за останатата популација, да. Така да и покрај овој парк имаме направено и пристапна плажа со пристапна патека каде што може да се влезе во водите на езерото Младост, да. Дополнително опремивме со трицикли, 8 трицикли, 5 за возрастни, 3 за мали деца, за лица со попреченост. Имаме стендап даски, имаме душеци и сето ова планираме елеци да го работиме со Сдруженијето Спасители, кои што се од Велес, и да понудиме една поинаква програма, да ги запознаеме и од регионот невладините организации, лицата со попреченост и на национално ниво, и што почесто да доаѓаат и да ги користат благодетите
водите на езерото. Да. Инаку ме прашавте дали има други организации? Да, има и други организации. Има ли соработка, взаемна има взаемна комуникација? соработка, комуникација, да, соработуваме, се поддржуваме и добро е еве да заедно, значи да можеме да постигнеме што поголеми резултати. Так. Секако како невладина соработуваме со невладини од регионот, од Босна, од Србија, од Црна Гора, од Хрватска, од Словенија, буквално од секаде, од Бугарија. Инаку ќе кажам, веќе 10 години пред да започне, мислам додека до пандемијата, одевме секоја година, ги носев лицата со попреченост во Црна Гора на летување во месеците јуни и септември. Некаде со тој проект во сите тие години помина од 600 до 700 лица со попреченост од Македонија. Се надевам дека се ова кога ќе заврши со ковидот и секога ќе се стиша, повторно ќе ја реализираме оваа активност. Многу активности, Ненад, многу работа, многу борба, меѓутоа сега кога ги гледам сите овие резултати, гледам дека се исплатело. Доаѓа сила за многу повеќе, да, во секој случај. Ајде некој план во блиска иднина пред крај некако така да најавиме. Па, план во блиска иднина, значи... Од кога ќе заврши, ве рековте, нели, ова што ви планира до 31.3, на што ќе се насочите? Ќе се насочиме, значи ова не прекратува. Да, тоа се нормално. Тоа не прекратува, не прекратуваат заедниците. Нешто што е ново, ќе имаме сервис за одмена на семејна грижа за лицата со попреченост во Велес. Тоа ќе биде со UNDP проект, кој што веќе го подпишавме, веќе е договорено што ќе се прави, ќе се вработат негователи, ќе имаме координатор, ќе вршиме посети во домовите на лицата со попреченост, уште една сервисна услуга, што е навистина многу потребна и многу вредна. Тоа е, значи, во иднина што ќе го работиме, а инаку ќе го развиваме, ова ќе садиме поголеми површини на лаванда, на невен, на босилок. Планираме, како што реков, да ги сертифицираме производите, планираме работниот центар да го доопремиме, да купиме машина за ситнење, за дробење на чај, за пакување на чај и сето тоа навистина да добие една поинаква форма, да се поврземе со бизнис секторот, со аптеките, да можат да ги продаваат нашите производи. Така, тоа ни е... Не се мали плановите. Не се мали плановите, но кога се сака, еве, ова е доказ дека се може. Обично, нели, секој се жалиме дека, нели, па не може, нема средства и така натаму, но кога некој ќе се посвети и ангажира, се наоѓаат од некаде излегуваат тие средства и нормално да се реализираат сите оние идеи кои што. Ненад, јас во сите овие години од моето делување и активно работење во невладин сектор сватив кога е нешто искрено и кога е добронамерно и Господ е со тебе. Така да мислам дека баш тоа се случува сега во моментот и ни го покажува патот кај треба да одиме за да направиме, еве како што кажа и ти на почетокот, свет без бариери со еднакви можности за сите.